пладневни вести на Канал Плюс телевизија. Еве што ќе гледате. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денес во посета на Штип. Тој ќе оствари следба со раководството на фирмата Китго. На 16.000 земјоделци државата денес треба да исплати нова тура на субвенции во износ од 8,5 милиони евра. Македонски и бугарски текстилен кластер ја зајакнуваат соработката. Македонските компании со можност да ги ползуваат бугарските искуства во насока на создавање на регионален моден бренд. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денес ќе оствари средба со раководството на фирмата Китго од Штип. Спасов ќе соопшти детали за мерката за млади до 29 години. Оваа компанија е една од најуспешните во однос на оваа мерка. Но повеќе за ова гледајте во дневникот во 16:30. Министерството за здравство информира дека во среда 2 декември, кога ќе се спроведува акцијата Ден на дрвото, редовно ќе работат сите јавни здравствени установи во државата и ќе се реализираат сите закажани прегледи и интервенции за што ги известува здравствените установи. Според податоците од Националниот систем за електронски евиденции во здравството Мој термин, утврдено е дека на тој ден се веќе закажани над 8.000 пациенти во редовен термин за преглед и над 500 хируршки интервенции. Државата денеска треба да исплати нова тура субвенции за 16.000 земјоделци во износ од 8,5 милиони евра. Како што најави премиерот Никола Груевски вчера, ќе бидат опфатени 16.000 земјоделци. Средствата се наменети за 6.000 млекопроизводители и 10.000 се од делот поледелство. Исплатата треба да заврши за 2 до 3 недели. Што се однесува до земјоделците, следната тура на исплата стартува од утре. Предпоставуваме некаде за околу 2,5-3 недели максимум би требало да се заврши таа следна тура. Се работи за нови 16.000 земјоделци кои што ќе добијат субвенции. 6.000 од нив се производители на млеко, 10.000 се од делот на полјоделството. Сите тие ќе примат субвенција некаде во вредност од околу 8,5 милиони евра. Така што од утре почнува исплатата на оваа група на земјоделци. За сега работите одат во добра насока, субвенциите се исплаќаат веднаш штом ќе се собери целата документација и ќе се потврдат сите законски постапки, така што задоволен сум од исплатата на субвенциите, а ова е следната група која што ќе добие исплата. Значи производители на млеко 6.000 и 10.000 од делот на полјоделството. Управниот одбор на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кучани предлага геотермалната вода да поевтини за 17%. Поевтинувањето е за 6,5 динари, односно наместо 38 во иднина корисниците би требало да плаќаат 31 динар од метар кубен. За 17% да се намали цената на геотермалната вода од системот Геотерма, одлучи управниот одбор на комуналното јавно предпријатие Водовод на последниот состанок. Поевтинувањето е за 6,5 денари, односно наместо 38,10 во иднина корисниците би требало да плаќаат 31,60 денари од метар кубен. Намалувањето е направено поради промената на цените на одредени калкулативни елементи што влегуваат во структурата на крајната цена на геотермалната вода. На овој начин се врши известна корекција на драстичното покачување на цената од околу 52%, што се направи во почетокот на 2012 година. Таквата постапка тогаш најде на реакција од корисниците, а бурни дискусии имаше и на седниците на Општинскиот совет.
Дел од корисниците се откажаа од услугите на геотерма поради намалување на испорачаните количини. Управниот одбор со образложение за сегашното поевтинување, односно дека новата цена ќе овозможи нормално функционирање на системот за експлоатација, дистрибуција, како и снабдување со геотермална вода на сите корисници. А идниот петок предлогот за намалување повторно ќе се најде на разгледување пред Советот, а доколку се усвои, примената на новата цена би требало да започне од 1 јануари идната година. Македонски и бугарски текстилни компании викендов ги презентираа своите колекции во Штип. Ревиите се дел од заедничкиот проект на македонскиот текстилен кластер и браншувата организација од Бугарија. Државите да го улеснат работењето на текстилните компании. Ова е заклучокот од работната средба на македонски и бугарски конфекционери во Штип. Недоволната конкурентност со странските фирми е една од причините за ситуацијата во која се наоѓа македонската текстилна гранка. Текстилниот кластер бара инвестирање во модернизација и подобра пристапност кон користењето средства. Имено, најголемиот проблем со кој се соочува текстилството во државата е работната рака, која од година во година се повеќе се намалува и од повозрасната структура на населението. Дискутираме за платата, често пати јас се прашувам од кој аспект гледаме платата. Ако ја гледаме од социјален, јас стварно се чудам како тие луѓе можат со така ниски плати да обстојуват. Меѓутоа, ако гледаме од економскиот момент, треба да видиме кои се причините за такви ниски плати. За жал, никој во државата не прави анализа зашто е ваква ситуацијата во оваа бранша и поради тоа неминорно дека ние од година на година се повеќе слегуваме надолу. Во секој бизнис има 3 параметри, а тоа се знаење, технологија и плата. Првите 2 треба да ги обезбеди државата, бидејќи таа врши едукација, а третиот параметар за успешен бизнис го одредуваат работодавачите, додава Филипов. Ние одавна така работиме с колегите од Македонија, конкретно с текстилниот кластер. Ние одамна работиме со колегите од Македонија, конкретно со текстилниот кластер во Штип. Знаеме дека проблемите на фирмите од Бугарија и Македонија се еднакви. Најголемиот проблем е поврзан нормално со работната рака. Идејата е државите како Бугарија, така и Македонија да обртат внимание на текстилството, бидејќи како кај нас, така и кај вас, тој сектор за жал не е приоритет на државите. Сепак сакаме да покажеме на луѓето во Македонија дека бугарските и македонските фирми можат да работат заедно. Македонија, од властите в Македонија, че българските и македонските фирми могат да работат заедно. Целта на оваа активност е да се подигне имиџот на текстилната индустрија преку заедничко представување на колекции на текстилни компании од Македонија и Бугарија. Проектот придонесува да се оценат сегашните капацитети на индустријата за текстил и облека во пограничниот регион, како и да се развијат мерки кои ќе обезбедат реални решенија за надминување на проблемите на секторот. Со цел градење регионален бренд, денес во Штип се одржа текстилен форум со 5 македонски компании и исто толку бугарски текстилни компании. Турција и Европската Унија се договорија секоја година да спроведуваат по 2 средби и да го забрзаат процесот на пристапување. Утврдено е кога ќе се воведе безвизен режим за патување во Европската Унија. Во март ќе го представиме првиот извештај. Во јуни ќе влезе во сила договорот за враќање на бегалците и мигрантите, а во октомври ќе се воведе безвизен режим. Изјави Давутоглу за време на пресконференција. Давутоглу исто зборуваше и за прашањето за кризата со миграцијата и износот од 3 милиарди евра кои Европската Унија ќе ги одвои за Турција. Американскиот председател Барак Обама, кој во текот на ноќта пристигна на аеродромот Урли за да учествува на денешното отворање на конференцијата за климатските промени, директно замина пред Батаклан за да им одаде почит на жртвите од терористичките напади. Обиколен со обезбедување, Барак Обама остана долго пред концертната сала. Тој беше придружуван од председателот Франсуа Оланд и од градоначалничката на Париз Ане Идалго. Сите тројца положија по една бела роза во сеќавање на жртвите.
Во Париз денеска почнува 21-та меѓународна конференција на Обединетите нации за климата, на која се очекува да учествуваат 150 председатели или владини представници од држави од целиот свет. Целта на конференцијата е да се постигне историски глобален договор за борба со затоплувањето, со ограничување на емисиите на штетни гасови. Средбата ќе се одржи во конференцијскиот центар на Бурже во северно предградие на Париз. Учесниците најавија дека ќе направат историски договор за да се избегне катастрофално глобално затоплување на климата, а францускиот министер за надворешни работи апелираше до сите учесници во преговорите да действуваат хитно и да бидат подготвени на компромиси. Официјално име на конференцијата за климата е годишна конференција на државите од Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени. Конвенцијата беше прифатена на средбата на врвот на Рио во 1992 година. Од тогаш секоја година државите по конвенцијата се собираат на различни места во светот за да разгледаат како се применува. Конвенцијата стапи на сила во март 1994 година и сега има 196 членки. Речиси нема седмица, македонскиот вундеркинд Кристијан Воденски, кој се надпреварува во повеќе спортски дисциплини во Германија, да не забележи некоја победа. Последната 10-годишниот македонец, инаку член на клубот MMA Spirit на турнирот кој се одржа во Штутгарт, Германија, на поени го совлада својот противник по потекло од Косово, Леон Ренк од клубот Мехмедио Дазбах. Неговата апсолутна доминација во неговата категорија ја покажуваат титулите, меѓу кои во конкуренцијата ИСКА и ВАФМС. Исто така во текот на изминатиот викенд Воденски оствари уште една победа и во борење грчко-римски стил, а неговиот клуб Грисхаим ќе се бори за титулата во детската лига во областа Есен на 27 декември оваа година. Тој досега во грчко-римски стил во неговата екипа е единствениот непоразен надпреварувач. Со резултат 67-50, женскиот кошаркарски клуб Клупскиот Делчево во шестото коло од првата кошаркарска лига во женска конкуренција успеа да му го нанесе вториот пораз на второпласираниот тим Студент од Скопје. Домашната екипа, иако некомплетна, без најискусната Марија Видикова Николич, Ана Догазанска, Ирена Ристова и Елена Алексич, но со повратничките по една сезона во клубот со кој го освоја и купот и 3 сезони редеа само успеси, репрезентативката Ванеса Василевска, како искусната Елеонора Георгиева Атанасова, започна доста добро и за 2/4 направи предност од 22 поени. Во тој период репрезентативката Ванеса Василевска, на која ова и беше прва средба, бидејќи имаше професионални обврски во Италија, постигна 17 кошеви и на одмор екипата на Клупски замина со предност 40-18, за да во вториот дел се разигра Снежана Николовска, која даде вкупно 22 поени, од кои 6 тројки. Во составот на Клупски добар настап има и Елеонора Георгиева со 8 поени и Нарашова, која постигна 7, но имаше и добра игра во одбрана. Исто така, успешен поединец на надпреварот беше и Стефанија Костадинова со 6 постигнати поени. Во останатите резултати од шестото коло, тимот на Бадел го совлада Шкупи со убедливи 125-36, додека Лотос на домашен терен славеше над тимот на Вајс Профил со 68-37. Со повеќе информации за денешните случувања се гледаме во Дневникот во 16:30. Имајте убав ден.